Добро вечер и убава вечер. Од вечерва, всушност од синоќа, отвараме една тематика која што е од суштинско значење на Македонија. Тематика која што имам за цел да ја докомплетирам, затоа што многумина кои што се поистоветуваат со многу работи, доаѓаат до заклучок велики дека не можеме да бидеме сватени. Но дали е така? Јас би рекол не. Зошто? Затоа што треба длабоко да навлеземе во суштината на сето она што се прави денес против Македонија. Треба длабоко да навлеземе со повеќе докази, аргументи и факти. И нормално дека оној кој што не е близок до некого, или многу близок до некого, не може да дојде до сите тие перипетии и заклучици за да може да разбере како работат непријателите на Македонија. Овие други докази кои што ќе бараме одговорност од Музеот на Македонија, ќе се однесуваат на некои други артефакти кои што ги нема во депото на Музеот на Македонија, затоа што еднаш во некое многу одамнешно време, во 2005-2006 година, имавме протестна нота, имавме штрајкување во Мородвис, заедно со мештаните кои што ни помогнаа и кои што верувам дека во иднина повторно ќе има исти ваков протест во Мородвис, идентично како што го направивме во 2005 и 2006 година, затоа што тој ден никој од Музеот на Македонија не остана на својот збор. Артефактите кои што се пронајдени овде ги нема. И сите овие артефакти кои што се поистоветени од локалитетот Црквиште, имаат некоја блиска поврзаност со плочата Цвеќе на животот за кој што синоќа дебатиравме. Јас во оваа прилика ќе бидам многу краток. Ќе дадам пример за еден артефакт на кој што има свое значење. Артефакт кој што е пронајден во локалитетот Црквиште, во Мородвис, и представува талсиман или заштита, значи религиозна формула која што служила за благослов и го штитела собственикот од несреќи. Овој артефакт е бил и официјален печат. Значи, ваквиот прстен кој што ќе ви го представам и го нема во депото на Музеот на Македонија, и затоа и бараме плочата Цвеќе на животот да се врати, за да се спротиставиме на лицата кои што наводно ја проценувале од Музеот на Република Македонија и ни ја представуваат нели како отомански артефакт, така и овој прстен кој што го нема во депото на Музеот на Македонија бил користен како печат за восок или глина за потпишување и заверување на документи. Тоа значи дека артефактот, бидејќи изработен од злато, припаѓал на личност со висок свештенички и општествен статус. Ако малку продлабочиме,
за овој лик на прстенот златен, кој што припаѓал на некој висок лично со висок свештенички статус, ќе дојдеме денес до заклучок дека ваквиот символ на риба се користи во Ватикан и го користи секој папа. Ако овој прстен е од почетокот на христијанството и припаѓал на некој папа во Мородвис, во близина на Кочани, нели? Тогаш ќе дојдеме до заклучок во денешно време што представува Мородвис. Значи, уште еднаш да го представиме најпрво артефактот, каде што го повикуваме Паско Кузман, бидејќи во негово време се одвиваа сите овие работи и демонстрации против Кирил Трајковски, веќе починат, кој што работел во локалитетот Мородвис. И го прашуваме сега најголемото зло според Владо Павлов, зло број 1 за македонизамот, кој што не е ни македонец, митрадит со потекло од Албанија, живее во Плиска, каде што има за цел да го представи новиот Ерусалим на Антихрист. Се работи за овој артефакт. Господине Паско Кузман, како долгогодишен директор и како исмејувач на Кирил Трајковски, покојниот, кога во 2005 и 2006 година ги направивме овие протести во Мородвис, тогаш Пајонска лига и Black Point, вие се исмејувавте на покојниот Кирил Трајковски со зборовите те нападнаа пајонците. И господине Паско Кузман, од синоќа, а и од вечерва, ќе имате артефакти кои што ги нема во музеот на Република Македонија. И овие пајонци ќе те нападнат тебе затоа што утврдивме за твоите гнасоти и за сето она што го правиш во корист на Ватикан, а против Македонија. Нашето прашање е следново. Дали Кочани нема музеј, поради тоа што ниту еден од артефактите ги нема во депото на музеот на Македонија? Дали овој прстен златен е во музеот на Република Македонија? На крајот, кога ќе ги доставам сите докази и артефакти, сите заедно ќе покренеме иницијатива за враќање на овие артефакти во Мородвис, се разбира доколку се во музеот на Република Македонија, идентично како што барам враќање на плочата Цвеќето на животот во Ојо Кочани или во ОВР Кочани, се додека трае нивната измислена, нарачена кривична постапка. Што означава овој златен прстен од лик кој што имал висок свештенички статус? Значи, уште еднаш. Овој прстен, како што кажав, представува талисман и заштита со ваква религиозна формула во вид на риба, служел за благослов и да го штити, нели, собственикот од несреќи. Но она што треба секој да го заинтересира е следново. Овој прстен златен е официјално и печат.
Значи, прстенот се користел како печат за восок или глина за потпишување и заверување на документи, писма и трговска стока. А бидејќи изработен од злато, прстенот припаѓал на личност со висок свештенички статус. Дали Илија, ова е работа на обвинителство, ама потребно едуцирање, затоа што нашиот народ македонски не знае што му се прави зад грб. Идентично како што преку обвинителство бараме да се врати плочата Цвеќето на животот. А ова плоча и ова што започнуваме од вечерва да го представуваме се докази и аргументи кои што се поистоветуваат со почетоците на христијанството од времето на Исус. И докази дека правиот Израел од Библијата е денешна Македонија, господине Илија. Ние веќе работиме со овој окочени. Затоа што имаше нарачан претрес по некоја друга основа, за некоја друга сврха. Ама во тој претрес се одзема и плочата која што е поврзана со Исус Христос, кој што е светлината на светот, господине Илија, и кој што бесправно е одземена и однесена наводно во Скопје. А се додека трае вистината за Неисе и за некои други артефакти кои што почнуваме да ги даваме во обвинителство, па и овај прстен и други артефакти кои што ќе бидат поврзани, се све со една цел да дознае овој македонски народ кој со која цел го вршил линчот врз Владо Павлов, господине Илија. Дали ме свативте? Значи сега разговараме за вистината, а за работата околу обвинителството, тоа си оди по тој терк. И од овде ќе покренеме иницијатива. Сите во секој град да имате Владо Павлов, и ако имате сознанија за артефакти кои што се земени од археолози, да ги барате дали се во депото на Музеот на Република Македонија. Бидејќи од престолот во Битола на битолченката Евродика се направи најголемата приказка за лагата за лажниот гроб на Филип во Еге. Се разбираме ли, господине Илија? Значи престолот на Лингистида на кој што припаѓал на мајката на Филип Македонецот е искористена да се прави лажна гробница на Филип на територија на денешна Грција. А овој прстен за кој што вечерва зборуваме златен, кој што бил печат на првиот папа, за да бидам сватен, и на првиот Ватикан во светот. А тој бил Мородвис. Затоа што тој златен прстен со лик на риба, денес го поистоветуваме со сребрените прстени со лик на риба кои што ги имаат сите папи кои што поминале во Ватикан. Каде што одговорно тврдам дека сите тие потекнуваат од апостол Петар. Затоа и најавив дека од роденденот на Александар Македонски ова 2026 завршува последниот папа.
А тоа значи воскреснување на она што било пред папата во Ватикан. Така да свеќето на животот заедно со овој прстен и многу други артефакти кои што ќе ви ги доставувам се потврда и аргумент за присуството и доказот на Исус во денешна Македонија. А тоа е доказ дека Македонија е последна поробена од Рим. И дека библискиот Исус има свое име, а неговото име е Цезарион. И дека истиот ја водел последната битка со Рим, откако целиот свет претходно бил освоен секаде. Значи, мојата цел на многу прост начин ова моје 30 годишно истражување и чување на значени докази за Македонија се посебни, каде што довде ви најавувам трето продолжение кое што ќе содействува со нешто што е многу битно и нешто што е исчезнато како афионот, макот. А тоа е лилјенот. Не знам дали знаете дека лилјенот пред да има орис бил овде во времето на Филип и Александар во некогашното мучуриште или претходно Прасијатско езеро. Не знам дали знаете дека лилјенот е символ на македонските цареви, меѓу кои на Филип и Александар. Не знам дали знаете дека пред оризот во ова мучуриште во земјиште живеел и се одгледувал лилјенот. И дали знаете зашто денес имаме орис, а немаме лилјан? За да се сокрие вистината за лилјанот. И ќе имаме повеќе вклучување во живо за лилјанот и поврзаноста негова со кочани. За да дојдете до заклучок колку има гнасоти во народот македонски денес во Македонија. За да дојдете со заклучок зошто владот треба да биде ликвидиран, уништен или не знам што ли не. А зашто треба да има и биолошки атентат на кој што се прави нарачено повеќе од 10 години. Ние ќе чекаме на обвинителство да се врати во Кочани, во Ојо Кочани или во Овара Кочани свеќето на животот. А зашто претходниот обвинител наредил додека трае истрага да биде изнесена од Кочани, ќе почекаме. Значи, уште еднаш, овој златен прстен припаѓал на првиот папа или на првиот Ватикан кој што постоел на територија на денешна Македонија, во денешно Кочанско или во Мородвис. Ама оние заговорачите на Византија ќе ви кажат дека се ово византиски символи. А дали знаете зошто? Затоа што источното римско царство е римско и не се разликува од западното. Затоа што тоа се ромејци. Затоа што тие ромејци се римјани. Затоа што сите тие потекнуваат од Цинци Легија ди Рома. А кои се тие денес, знаете? Каде што се во секој сегмент на ово општество. Значи, уште еднаш, овој артефакт за кој што ќе бараме преку обвинителство, кога веќе ме фати за збор Илија, како што бараме од обвинителство,
преку обвинителот Војо Кочанин да се врати цвеќето на животот и другите артефакти за кои што не манипулираат според мене како Владо Павлов, дека тие биле турски надгробни споменици, дека биле отомански оригинал артефакти. А тука ги имаме доказите за вистината поврзана со Исус и денешна Македонија. Тука ги имаме и доказите за непријателот број 1 на Македонија, Митрадитот со потекло од Албанија, кој што живее во Плиска денес. Паско Кузман, кој што го користи презимето од Кузман Шапкарев. И неговата цел да се искористат сите овие дела и овој 30 годишен труд на Владо Павлов, за да Кочани се премести во денешен Охрид. А најстариот Охрид со Прсијатското езеро бил Кочани. Затоа овој прстен е пронајден во Кочанско. Ама му треба на Паско најверојатно за во Охрид. Биди и Охрид треба да биде Иерусалим. Кога веќе се отвори Пандорината кутија и доказите од Владо Павлов дека поврзаноста на Македонија е голема со Исус пред 20 години кога сум објавил, сега веќе едно е многу битно. Дека Исус е поврзан со Македонија и Александар Македонски и дека нема разлика меѓу нив двата. Ама зашто Кочани? Треба да биде Охрид. Охрид кој во тој временски период бил бара. Барата Плиска. Охрид кој што бил најстариот Алкатрас во светот. Каде што Свети Ѓорги Победоносецот, тоест Александар Македонски, одовде започнал да го уништува злото пред да крене кон Персија, уништувајќи ја аждајата од барата Плиска и стругајќи ја до струга. И затоа ридѓани да се молете на Ѓорги Победоносецот или на Александар Македонски, кој што ја уништил аждајата и поклониците на аждајата. А дали знаете кои биле поклоници на аждајата во барата Плиска? И дека се тоа што се прави против Владо Павлов од еден голем тим начело со Паско Кузман не е случаен. Поклониците биле денес оние кои што ги прават најголеми богаташи на земјата. Венецијанските трговци. Затоа што од Охрид настанале венецијанските трговци. И кога треба змијата да изеде својата опашка, тие треба да се вратат од онаму од каде што започнале. Значи, најстарата Венеција е барата Плиска, тоест денешен Охрид. Од таму ви потекнува Ротштил, од таму ви потекнуваат Рокфелери. И нема да се чудете ако на дното на езерото го имате златното богатство на Ротштилови сиве овие 3000 години. Каде што бил градот. Пред да се направи, пред да настане Охридското езеро. Затоа е ова битка. Затоа што делата на Владо Павлов, затоа што ова вистина треба да биде пренесена во друг град. Затоа го измислија геоглифот. Затоа го и поврзаа со Семерида, која што е нели Касиопеја. Така да се тоа што се прави, секој од вас треба да знае дека не е случајно. Вечерва разговаравме за еден артефакт кој што ќе бараме дали е во депото на Музеот на Македонија и како што имаме, да речеме, поврзаност со Пулс, каде што имаме министри и многу други и градоначалници од 2012 до ден денес, така ние ќе бараме одговорност од сите директори
на Музеот на Македонија од таа година кога работел Кирил Трајковски до ден денес, ако овие артефакти ги нема. Посебно овој златен прстен кој што припаѓал на личност со висок свештенички статус и кој што му користел како официјален печат, бидејќи се користел како печат за восок или глина за потпишување и заверување на документи. Значи, на стариот Ватикан би бил денешен Мородвис. А тоа значи дека денешен Мородвис не е само поврзан со рано христијанско или со христијанско или со, како некој шуме да каже, со византискиот период. За да биде поврзан со византискиот период, мора да има темели на нешто пред христијанството. Од античкиот период. А тоа нешто е доказот за Еге. Каде што овде ги изложувале сите македонски цареви во златната кочија, која што кочија го добива името Понеизе, а потоа ги носеле во семените гробници, колосеуми или пирамиди. Значи, овде ги изложувале телата во Мородвис пред христијанството, кога бил, најстариот папа и најстариот Ватикан. И затоа сите плачеле. Плачеле за македонските цареви кога овде били изложувани. Значи, Мородвис не е само град, туку и некропола. Идентично на вистината поврзана со Еге. Ама Еге во Грција не е некропола. И затоа не може да ја склопат вистината од кој што од овој грчки фалсификат е заснована целата лажна историја и историјата на Англо-Америка. Ако јас со сите вас докажам дека цвеќето на животот се поистоветува и сите овие докази и аргументи се поистоветува со вистината за Исус, тогаш што треба друго да додадеме? А чим се поистоветува со вистината за Исус, се поистоветува и со вистината за Александар. За мене Исус е Александар IV. Зошто имаме Александар I, Александар II, Александар III? Еве, за прв пат денес објавувам дека за мене Исус е Александар IV. Затоа што древните македонци знаеле дека духот повторно доаѓа во душа и тело. И затоа имаме прв, втор, трет, четврт. Пети Исус. Ама тоа кој ви го кажал? И сега кога прв пат ќе ви објавам некои вистини, треба македонците вие да ми љубоморете. Треба да се јави Никола Ристевски од Довчеполието, кај што се прави лажен гроб на Александар, со помош на Паско Кузман, со помош на Ниче Димовски покојниот, со помош на Аристотел Тентов покојниот, со помош на Дардан Венецки, Божиновски, со помош на кој или не, бре, македонци мои. За да сега го промовираме на највисоко ниво Семир Македонски, кој што како интелектуалец, а за мене интелектуален чкарт, по сето она што гледам што го прави, треба да биде тој што ќе го пронаѓа, а Паско Кузман треба да си го каже тоа што го каже во минатото, нели? Јас нема да го пронајдам, ама ќе учествувам во неговото отварање. Зошто? Затоа што тие комори пред комори многу баво знаело ова склониште како да ги постави Паско Кузман. Ама ние имаме доказ дека со Душко Алексовски, со покојниот Аристотел Тентов биле во денешен Багдад. И доказ од амерички агенти на НАТО дека нешто е донесено во Македонија со Паско Кузман, кога биле во Египет. Две галвезирани кутии по 250 килограма. И затоа овој што цел живот се бори за вистината треба да го нема.
Зошто? Затоа што е сведок. Па добро, ако Паско Кузман ти си Бог и светец, си во улога на Бог и светец, земи ми го животот. И можеш слободно Пикине езеро да си го шеташ по брегот на Охридското езеро. Ама доправо започнуваме војната. Од синоќе. Војната за вистината. Митрадиту од Албанија, Паско Кузман. Војна со вистината. Затоа што цело време ми дишеше во врат. И веруваше дека можеш да успееш во интерес на Ватикан да го направиш новиот Ерусалим Охрид, кога овај Израел, тоест градот на државата на Селеук, на македонците, на генералот Селеук, камен на камен нема да има. А ви имате докази дека во барата Плиска живееле Ротштилови. Дека Охрид е престолнина на венецијанските трговци. Па знаеме. Затоа што се истерени од барата Плиска кога Александар Македонски уништи лаждајата. Од барата Плиска знаеме. И затоа треба оридјани да се молат на Ѓорги Победоносецот. И сега ќе измислуваме претреси. Ќе оставаме 2 полициски коли да му се уништува угледот. Да се прави се против Владо Павлов, кој што живее во Кочени во близина. Ма каква близина? Преку патот ми е гимназијата во центарот и основната школа Кирил Методи. Дали знаете вие македонци што беше тоа? Дали некој си е замислил во главата што значи тоа? И низ кој терор ме спроведувале? Затоа се сомневам дека нема плочата цвеќето на животот. Иако некој денес кој што ги блокиравме убедуваат дека е во Скопје била. И нека е, да ја вратиме, да биде во Кочани. Дали знаете како сум се чувствувал? Каде што секој родител во Кочани го донесува своето дете на училиште. Па некои учесници овој заговор ќе испраќаат лица, тоест ќе ги испраќаат моите деца од последниот брак, нели, ќе кажат, видите дали има полиција. А тој учесник во овој заговор, еден ден пред сето ова се повлекува, бидејќи се спремала оваа акција години уназад, ќе каже, кој знае што е направил сега пак. Со лик кој што 15 години живеела. Кој што лик ништо не направил, освен што си ја гледал својата работа. Пишувал книги, работел на негативниот јон. 15 години од дома не излегнал, за да истражува, да работи за Македонија. И на своите деца ќе вели, видите дали има полиција кај него. И уште да каже, кој знае сега што направил. Ама немој да верувате дека и тие ќе бидат така оставени. Немој да верувате дојувачите и свиркачите дека ќе живеат слободно. Затоа што, например, сватете една работа. Од 2022 година Владо Павлов наступува на сцена. А до 2022 година имаше некој друг што работил овде. И тој го нема, никаде го нема, не постои тој. Не може така Весна Стоименова да исчезне. Не може. Затоа што јас се презимам целата инициатива од 2022 година. Цело време е таа управител. Затоа што сите ние и дававме на неизе да биде тоа што требаше да биде. И наеднаш ја нема неизе. Се е Владо Павлов. Не може така. Јас кажав ќе молчам. Не можам да молчам и за сите оние кои што учествуваат у заговор, кај мои пријатели блиски, независно дали се тоа сопруги, дали се тоа сопрузи нивни.
Затоа што нивната цел е била биолошки атентат врз Владо Павлов. Затоа што многумина од нив се нафатираа. И ги имаме сите со име и презиме. Затоа ова риба и другите артефакти кои што ќе ги покажувам секоја вечер и ќе бидат доставувани од мојот тим на адвокати во обвинителство Ојо Кочани, каде што ќе бараме дали се се уште во музеот или депото на музеот на Македонија. А воедно ве повикувам и сите вие останати, кои што имате сознание што е извадено од вашите градови од археолози, за кои што дефинитивно тоа се за мене парфимисани диви копачи, нафатирани Кичановичи, а не оние диви копачи кои што цел живот немат леп да си купат и се надеваат дека ќе најдат злато и никогаш не можат да го најдат. Затоа што секогаш пред нив овие парфимисаните диви копачи им го зимат. Дали сум управа, македонци мои? И како ние да изградиме Македонија ако немаме минато? Како ние да се спротиставиме на светската конспиративност ако сето тоа ни е во Грција? Како јас да докажам дека Исус е поврзан со Македонија, дека цвеќето на животот представува свет на светлината, ако некој од високите кругови ја пренел на друга територија во Грција, например? Како ние да докажеме дека престолот на Евредика Битолчанка од Битола е пренесен во Еге со помош на наши македонци? Како да докажеме дека Еге, например, е во денешна Македонија, кога сето она што е представено во Грција е од наши македонци дадено на нив? Продадено. Како може да излегне тај престол на Евредика Битолчанка во Грција, ако не е со високи структури? Не може див копач да ја сокри и да го однесе престол да го продаде на грците? И сега тие таму ќе ни кажуваат дека ние немаме право на престоло, што некој од цинци легија ди Рома, кои што секогаш се на власт, 2% малцинство, а 100% вработени, по рамкове, нели? И се пренесува во Грција. А дали знаете зошто? Затоа што таа цинци легија ди Рома во Македонија што ви ги владее, што вашите души ги прават черепи и коски, тие се грчки феудалци. И матична држава нивна е Грција. Затоа ве зафркнаа со бойкотирам. Затоа што за и бойкотирам нема разлика, беа цинци легија ди Рома. И си одработија за нивната матична држава Грција. А владеат во Македонија. Тие се премиери секогаш, тие се председатели, тие се министри. А ние македонците што сме? Владо Павлов? Ма БГБ, таа е за беган. Таа е луд, таа е ненормален. На тај треба 30 доктори да му однесеме, да го направиме луд, да му дадат жолта кошула. Да, тоа сме ние македонците, што не прават тие. А зошто е Владо луд? Зошто е сето тоа направено? Па не дај Боже ако цвеќето на животот е изнесено од Македонија. Тогаш ќе сватиме зошто Владо е луд, зошто Владо е ваков, зошто Владо е онаков. Ама ние ги имаме сите со име и презиме кои што Владо го плука, кои што велија дека Владо е секта, кои што Владо го уништува, кои што му правија биолошки атентат. Сите. И тие што не се со нас, ама и тие што се блиски до нас ги знаеме кои се. И сопругите, и сопрузите на нашите блиски соработници. Гледате колку се самите откриват сега? Затоа што барал Владо Павлов уште во 2005 од депото на музеот на Македонија
да се покажат сите артефакти пронајдени од археолог кустош Кирил Трајковски кој што работел во Мородвис. Македонци, 2005-2006 протест правевме у времето на Бранко Црвенковски, пред да дојде Никола Груевски. Да, тој Владо што го гледате сега. Тој Владо ја покрена иницијативата за Александријада 2005, каде што сите служби се обединија и полудеа, барајки кој е тој Владо што го дига духот на Александар во Кочани во Источна Македонија и на Плачковица. Ја не спремен влегов со мојот македонски дух. Не сум знаел колку е слаба точка Александар Македонски на овие англоамерички и грчки служби. Значи 2005-2006 правевме протести и ги испадивме америчките археолози од Мородвис, каде што имаа за цел тука да направат лажна гробница. Зато многу добро знам кој работеа во Била Зора Свети Николе, бидејќи учествував во нивното тргање од Мородвис на америчките археолози, за кој што треба се покрене иницијатива дека фали прстен со печат од Александар Македонски од Мородвис. Не сме го заборавили и тоа. Ама Никола Ристевски од Овче поле ќе ви каже дека ние ова се го направивме. Не Никола. Америчките археолози работеа во Била Зора и на геоглифот. Зато и амерички НАТО агенти помогнаа на Паско Кузман да се донесе преку Вавилон некогашен и Египет 2 галванизирани кутии по 200 кг, 250 кг од Египет. А дали знаете кој ги финансираат тие амерички археолози кои што од овде ги измаавме отидоа во Била Зора 2005-2006? Нафтените компании, Буш, кој што учествува во кронисувањето, кој што треба да учествува фамилијата во кронисувањето на Антихрист. И кој треба да биде новиот Антихрист? Тој што наводно ќе го отворе гробот на Александар во геоглифот, затоа што историјата ни кажува дека само неговата ДНК може да влезе и може да го отвори и да го покаже пред цел свет. Па нормално, кога веќе му е се припремано претходно. Дојде отвори го под Текишински лозија да те видам. Ама овде го направија швајцарско сирење, од кое Паско Кузман беше 2006 година лично на моја покана. Да, сладката го прави комплексот, знаеме. Да, покојниот татко му најде злато, зато има пари. Ке кажат кочанчани. Или пари направи од еден бутик Александар, па сега не македонци. Бетон Штип започна со Орце Камчев и Сашо Мијалков. И се уште е. И овде имаме сукуп на повеќе урбани криминални банди. Помеѓу Сашо Мијалков, Банчо Деликатес, тука е и Оливер, Паужина, сега се појавува и кондуктор со стамбени комплекси. Ама дали знаете дека таа урбана криминална банда работи да зацементира се што е постоја со Македонија? И за кого сега одработуваат сите овие? Херојот Сашо Мијалков, да речеме со Алекс. Не ме четкајте дека тоа е на сладката. Или делта на Ванчо Деликатес. За кого сите тие одработуваат? За да не се открие вистината? Па зарем тие не работат во спрега со археолошките криминални банди? И кој највеќе им смета? Владо Павлов во Кочани. Кочани стана велеград откако Паско Кузман дојде во Кочани. Немаше ни еден стамбен комплекс. Ама истиот тој знаел да каже пред сите, мислејќи дека никој не го слуша.
дека Владо Павлов е управо за зе. Во 2006 година. И почнува пеколот за Владо Павлов. И нека е пекол. За мене е рај. Затоа што знам за кого го правам тоа. Затоа што знам чиј дух воскреснувам. Да, ако погледнеме овој физички свет, ова е пекол што ми го прават сиве овие години од 2006. Ама на духовно поле за мене ова е рај. И тука се разликувам со сите нив јас. Уште еднаш да покажем уште еден доказ и да го завршиме ова видео. Значи го повикувам Паско Кузман и сите директори на музеи на Република Македонија. Во иднина ќе биде представен со докази и аргументи што представува, што пишува, зошто е златен прстен, со помош на наши пријатели археолози од Италија, дали се уште овој прстен се наоѓа во музеот на Република Македонија, пронајден на локалитет Црквиште, Мородвис, од археолог кустос Кирил Трајковски. А што представува? Ова е допис со наши пријатели археолози од Италија кои што ни докажуваат тоа што ние сме го тврделе, тоа што Владо Павлов го тврдел, дека овој златен прстен е талсиман и заштита и ова религиозна форма во форма на риба ни ја представува почетокот на ерата на риба и служила за благослов, а истовремено го штитела и собственикот од несреќи. Истиот тој представува и официјален печат, затоа што се користел како печат за восок или глина за потпишување и заверување на документи. Статусен символ, бидејќи изработен од злато, му припаѓал на личност со висок свештенички статус. Со ова докажуваме дека во близина на околината Кочани, во денешен свет, во денешно време, Кочани би бил Рим, а додека Мородвис Ватикан. А прстенот на првиот папа. Представање во вид на риба значи дека овде се почетоците на христијанството и рано христијанството, што значи дека е поврзан и со времето на Исус, затоа што вакви прстени не се пронајдени златни на личности со висок свештенички статус во Рим и во Израел. Овој доказ на кој што работам повеќе од 30 години е аргумент и доказ за поврзаноста на библиското распетие дека е во денешна Македонија и дека истото представува нешто друго за Владо Павлов, за кој што ќе разговараме на оваа тематика. И ова е доказ дека Исус е поврзан со денешна Македонија. Односно, да не трчат заговорачите и фалсификаторите на делото на Владо Павлов во стилот на Никола Ристевски, во стилот на Паско Кузман, во стилот на покојниот Ниче Димовски, кои што дури почна и парцели да продават, да градат хотели околу геоглифот во Свети Николе, во стилот на Аристотел Тентов, кој што не манипулираше дека тоа е дзе, а всушност тоа е турска буква која што е мем и која што е символизира водата. И штета што покојниот на трактор денеска е починат возачот на тракторот и плуговите кои што го правело овде во Свети Николе врз ова скривница. И
одма ќе започнат да го пренесуваат на друго место како тоа што го прават до ден денес, бидејќи светот веќе дознава дека Македонија е поврзана со Александар Пети, тоа е Исус, и со Александар Трети, Втори и Први, нели? Ама не треба да биде тоа Кочани, треба да биде Охрид и Свети Николе. Така да најголемите заговорачи и непријатели на Владо Павлов покрај Паско Кузман се Иштип или Штипско Ново село. Што значи дека Свети Николе не може да го направат Свети Николчани. Охрид исто така, затоа што големата власт во Македонија имат Штипско Ново село. А многу добро се сеќавам во еден момент кога како млад сакав да имам кафич, затоа што мојата баба е од Штип, нели, од Рдање од Штип. И е прва братучетка на Киро Глигоров од Конакот. И многу добро се сеќавам кога Славе Оза ме повика и седев и ми кажа дека овде Конакот не значи ништо, а најмалку Кочанец или било кој да има приватна собственост на нешто во Штип. Освен ако нема потекло од Штипско Ново село. Па затоа и мојот дедо, братучет на мојата баба, мајка по татко, морал да земе сопруга од Штипско Ново село, баба Нада, за да може да ги контролира, нели, штипјани. Така и анегдотата која што сакам да ја завршам, што верувате вие дека некогашниот газда на бутика Александар во Кочани е собственик на Алекс, и не можам да поверувам дека истиот тој како Кочанец, а да не одиме толку далеко да не кажуваме од кое село потекнуват, Кочанско, може да граде комплекси во Сењакот во Штип. Малку потешко, ако немате крвно сродство и ако не сте од Ново село. Така да и таму барајте го Сашо Мијалков и неговата фирма која што го има името на неговиот помал син. Но јас тука не наоѓам мана на никого, секој си има свое право да работи. Ти имат нивно право да служат, да зацементират се, а јас имам мое право пред Бог да служам да тоа не се зацементира и да се представи пред целиот свет, затоа што во библиските откровенија многу баво стои дека Вавилон падна, Вавилонската блудница падна, нели Вавилон, она која што го напојуваше целиот европски народ со виното на гневот. А за мене, паѓањето на Вавилон или на Европска унија е поврзано со вистината која што е денеска кажуваме овие неколку дена и кој што ќе продолжиме да кажуваме. Значи, за мене паѓањето на ЕУ или на Вавилонската блудница и на новиот Вавилон е поврзан со денешна Македонија. Така да, ако во Откровенија напишеле дека ќе падне Вавилон, немојте да се сомневате иш во тоа. А Вавилон може да падне само со покажувањето на вистината за она што ние денеска го тврдиме и спротивувањето со грчкиот фалсификат, за кој што територијата на денешна Грција и грците се миленици на Вавилонската блудница, денес Европската унија, и кои што се фалсификатори и манипулирали и создале цела Англо-Америка. Значи, уште еднаш, и овој прстен златен, кој што ви го покажав, а од утре ќе имате уште многу други артефакти кои што ви се представуваат, се поистоветуваат со вистината за Александар Пети, тоест Исус од Библијата. Што значи дека Александар Трети се префрлил, или духот се префрлил во Александар Четврти, и после тоа толку време се појавил како Александар Пети, односно Исус. Зато имаме Александар Први, Втори, Трети, Четврти, Пети. Ова е многу мистично и не можам да го објаснам на луѓе кои што не се занимаваат со алхемија и со метафизика, но верујте ми дека потполно е во право египетската митологија со Каиба, со духот и душата,
каде што секогаш душата е со телото, додека духо е надвор и е чувар на душата и на телото. Така да, затоа вела многу пати дека Александар е жив, затоа што неговиот дух живее поради сите тие добри дела кои што ги направил. Се додека бил жив, и за мене е свет човек и просветител или светец, оној кој што додека е жив, го просветлува својот народ. После кога ќе умре, овие канибали прст по прст му сечат, рака по рака, глава на една страна, труп на друга страна, баци рака ваму, баци прст ваму, и ви велат дека ова е светец, а тие на парчиња го исечеле канибалски. А телото треба да биде цело, за да повторно се роде. Затоа и телото на Александар е вечно и во дадена состојба треба да се открие цело, само поради тоа што неговиот дух е жив и треба да се вплоти во душа и тело. Токму овде смета Владо Павлов. И затоа ги повикувам најсилно да кренат. Ако не веруват дека тоа цвеќе на живото има посебна мистична моќ. Дека е поврзано со универзумот. Или дека е поврзано со друга цивилизација. И не може да постои таму каде што е. Се ќе праве и никој не може да го поднесе онаму и самото ќе бара да се врати онаму каде што било. Во неговиот олтар направен со огромна љубов, со наши финансии, од сите нас. Затоа што таму е една мајка и таму треба да биде. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ве сакам сите. Бидете љубов, како што бевте љубов и ме послушавте додека бев на сослушување за кривичната која што се води постапка против мене за овие докази. А за многу кратко време ќе дознаете уште многу други работи и ќе дознаете кој што и како и зошто го направил сето ова. И дали цвеќето на животот се уште е тука или не е, и дали цвеќето на живото е изнесено или не е, и така натаму, ќе ги добиете сите одговори кога ќе дознаеме од јавниот обвинител, од Ојо Кочани, не од Борче Јанев, кој што водеше целата постапка претходно со овој претрес и зимањето со лица од ова Радугочани на овој значаен доказ според мене за Македонија, според нив надгробен споменик на некој отоман и представувал отомански оригинален артефакт. Па тогаш се прашувам зошто кривиш за некој споменик од отомански надгробен споменик, кога отоманите ги погребуваат у чаршав голи. Што може некој да произнесе и да пронајде таму и да докаже утре? Не, македонци. Не е тоа отомански артефакт. Тоа е македонски артефакт кој што го представува Исус Христос, кој што представува вистината за Македонија, кој што го представува создавањето, или цвеќето на животот представува космичка архива во која постои секоја можна форма како можност. Некои велат дека која разбира ова шема, го разбира јазикот и сонот на универзумот. Но приказната не престанува тука. Од светот ќе се појави геометриско суштество, метатронова коцка, диаграм не на линии, туку на скелети, на самите елементи, оган, вода, воздух, земја, етер. 5 платонски цврсти, невидливи, архитекти за секој кристал, секоја молекула, секоја ДНК. Тоа значи
дека ние го имаме клучниот доказ на создавањето, кој што нашите археолози, парфемисани диви копачи велат дека тоа бил отомански артефакт. А зошто е македонски? Затоа што дрвото на животот, кое што е представено на цвеќето на животот, затоа што дрвото на животот кое што е околу цвеќето на животот, околу кругот, е афион, е мак, а Македонија го носи името по неубавиот мак кој што бил овде. Значи Македонија била препозната во времето по сребрениот рудник, кој што бил исто така овде, на платото на Плачковица и околу Брана градче, по кој што го имаме и латинското име Аел, и доказ за старата престолнина пред Филип Македонецот да префрли во Бела. Македонецот бил препознатлив по лилијенот или по лотосовиот свет, затоа што пред Оризот овде имало плантажи од македонските цареви на лилијани, и тој лилијан го имаме како символ на македонската царска династија, кој што денеска француската легионерска странка си го седе за себе, и по макот, тоест по афионот. Што значи дека представата на цвеќето на животот со растението афион ни докажува дека се тоа што пред малку го кажав, како дел од цвеќето на животот, се поистоветува со создавањето и почетокот во земјата на афионот, во земјата на макот. Па сега вие самите уверете се зошто е отомански артефакт и дали цената му се кренела многу високо од она што Владо Павлов го истражувал и ви го дал на вас, за да утре го имате во музеј и за да утре бидете горди македонци, и на крајот доаѓаат јавен обвинител и ја овредовочени и го зема. Па не да е бедно, не да е гнасно, ова е мизерно, македонци мои. И затоа ги се случуваат овие работи што се случуваат, затоа и почнав вчера најавата моја, а ќе продолжат, што значи дека земјотресите нема да прекинат, нема да застане ни војната, ни сето она што треба. Работите ги се одвиваат како што сум најавил, следна е Турција. Божјата десница е тука, бидејќи не сваќа македонецот за што се работи, бидејќи оние поклоници на Божјата десница кои што сме тука и се бореме за вистината, не можете да ги сватите, па верувам дека утре со силата на незината Божја десница, која што Бог не знае, кој што Бог не игра барбут, точно ќе знае каде треба да удари и зошто треба да удари. Ама тогаш нема да кажете вие македонци дека не сте знаеле зошто. Нема да кажете. Нема оправдание за се што сте направиле. Уште еднаш, на физички план, на материјално ниво, да, живеам во пекол, ама на духовно поле сум многу среќен човек, затоа што живеам во рајот и знам за кого го правам ова дело. А вие ако не знаете, тоа си е ваш проблем и можете уште повеќе на материјално и физичко поле да ми го правите животот пекол, а тоа значи дека на духовно поле ќе живеам се повеќе и повеќе во рај. Затоа и најдобрите артефакти македонски се во дуалитет, кои што го представуваат и сегашноста и иднината. Мислам минатото и иднината. И се представени во дуалитет. Така, матицата од едната страна ќе ја гледате како матица, а ако ја обрнете ќе ја гледате како лилјан. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Одлуката е ваша, не се плашам. И сам да останам не се плашам. Затоа што знам за кого го правам ова, а времето и на сите вас ќе ви докаже. Вие морате да се едуцирате, морам да бидам малку по-транспарентен, по-објективен, затоа што многу скриени пореки имавте, затоа што знаев со кого имаме работа, се до овој момент кога настанува посебен 25 мај откровението и доаѓање на вистината.
најтешко е било на некој кој што знае и гледа малку понапред, а морал да молчи. Така да очекувате, со сето ова што ќе го расплетиме, ќе бидат објавени, како Паско Кузман што го објавуваме, ќе бидат објавени и многу лица, кои што се поистоветуваат со овој грозоморен чин, кој што е правен врз Владо Павлов овие 20 години, само поради тоа што сакал да докаже дека Исус е поврзан со Македонија, тоест Александар Пети, а не само Исус, и нашите македонски цареви, кои што немаат никаква разлика од Исус. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ве сакам сите, љубов и само љубов.